Вистински момент за основање на свој бизнис не постои, треба сами да го создадете. Ова им го порача министерот за економија Валјан Сарачини на младите претприемачи денеска на прогласувањето на најдобрите бизнис планови во рамки на проектот Надпревар за започнување на бизнис. Биди перспективен, започни свој бизнис. Со оваа вест ги започнуваме урбаните вести. Останете со нас. Со телемедицина до подобар третман на пациентите. Одбележан јубилејот 50 години активно делување на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака. Од 15 до 19 октомври Технома 2013 на Скопски саем. Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака денеска го одбележа својот 50 годишен јубилеј од своето постоење и покрај потешкотиите со кои се соочила оваа организација, сепак успеала да обстои толку години и активно да ги заштитува и да придонесува за олеснување на животот на лицата со попреченост. Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака денеска во Музејот на македонската борба одбележа 50 години активно делување. Порака како граѓанска, национална, родителска и неопфатна организација ги застапува правата и интересите на повеќе од 20.000 лица со интелектуална попреченост во Македонија. Во изминатите 50 години како матична организација на лицата со интелектуална попреченост, Порака беше носител на бројни иницијативи чија цел е создавање на општество во кое сите лица со интелектуална попреченост и нивните семејства ќе имаат достоинствен живот. И покрај потешкотиите со кои се соочувала оваа организација, сепак успеала да обстои толку години и активно да ги заштитува и да придонесува за олеснување на животот на лицата со попреченост. На свеченото обраќање на 50 години од Порака присуствуваше и председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, за кој рушењето на бариерите пред лицата со попреченост е морална обврска за сите нас. Вашата активност преку 20-тината локални клубови широм Република Македонија има круцијална улога во поддршка на лицата со интелектуална попреченост. Ние, како представници на институциите, но и како поединци, мора да сториме се за рушење на бариерите кои стојат пред лицата со интелектуална попреченост. Нивното вклучување во општествените и социјалните процеси не е само нивно право и придобивка, тоа е наша институционална, но и морална обврска. Координацијата и стручниот пристап, како користење на искуствата од европското и светско ниво, се исто така од особен интерес. Дневните центри се несомнено клучен фактор во подобрувањето на условите на лицата со интелектуална попреченост. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов се обрати на настанот поврзан со јубилејот 50 години активно делување на Републичкиот центар за поддршка на лицата со интелектуална попреченост Порака. Тој соопшти дека и владата на Република Македонија заедно со ресорното министерство се труди да го олесни животот на лицата со попреченост, говори и фактот дека наскоро ќе се вработат 300 лица со попреченост во државни институции, а и на родителите кои чуваат дете со попреченост ќе им се зголеми 50% од додатокот што го добиваат. Наскоро ќе бидат отворени дневни центри во Кратово и во Струмица, а како резултат на трипартитното партнерство помеѓу Министерството, Републичкиот центар и градот Скопје, ваков центар ќе биде оформен и на територијата на општина Ѓорче Петров. Републичкиот центар за поддршка на лицата со интелектуална попреченост Порака има остварено статус на инвалидска организација согласно Законот за инвалидски организации и истата е впишана во регистарот на Сдруженијата на граѓани од областа на социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика, при што има воспоставено добра соработка со Министерството, особено во делот кој што се однесува на обезбедување на одржливост и континуитет. Во контекст на подобрување и напредување на постоечката состојба, би ја споменал и неодамнешната одлука на владата на Република Македонија за зголемување на посебниот додаток за самохрани родители на деца со пречки во развојот за цели 50%, при што исплатата нова зголемување ќе започне од 1.1.2014 година, како и парична помош во износ од минимална пензија за самохраните родители на деца со пречки во развојот, доколку ги чуваат децата 15 години во континуитет од периодот на донесување на законот, а не ги исполнуваат условите за старосна пензија.
На крајот министерот Спасов заврши со еден цитат на најголемата хуманистка во светски размери, која што потекнува од овие наши простори, мајка Тереза, која што вели: "Твојата помош на вистина е потребна. Луѓето можеби ќе те нападнат и тогаш ќе им помогнеш, но сепак помага им." Точната бројка на лица со попреченост во Македонија се уште не е утврдена, бидејќи некои родители не може да го прифатат фактот дека нивното дете е лице со попреченост, а за жал се уште има предрасуди и во поглед на прифаќањето на лицата со попреченост од околината. Грејната сезона за потрошувачите на топлинска енергија во скопските општини Ѓорче Петров, Карпош, Центар, Киселавода, Чаир, Аеродром конечно стартува од утре 15 октомври. Скопјани, односно околу 50.000 домаќинства, речиси по цела недела смрзнување, конечно ќе се разбудат со топли радиатори. Енергетската компанија Балкан Енерджи Груп, која ја доби лиценцата за дистрибуција на топлинска енергија, писмено преку официјалниот сајт на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија ја информираше јавноста за стартот на грејната сезона. Во неа се вели дека грејната сезона за 2013-2014 за потрошувачите на топлинска енергија кои се снабдуваат со топлинска енергија од нивната мрежа почнува од 15 октомври годинава. Во меѓувреме регулаторите побараа од компанијата да стартува порано со грејната сезона, бидејќи беа исполнети условите. Односно 3 дена поред во 21 часот беше измерена температура под 12 целзиусови степени. Регулаторната комисија за енергетика реагираше во неколку наврати, бидејќи и покрај нивните забелешки компанијата не стартуваше со испорака, зашто е можно и одземање на лиценцата, како и парични санкции. За разлика од БЕК од минатиот понеделник, топланата Скопје Север веќе почна да испорачува топлинска енергија, а снабдени се 500 корисници и 11 училишта, градинки и здравствени објекти што се лоцирани во реонот на Чаир и Бутел. Стартуваше испораката на топлинска енергија од Елем Енергетика. Се стоплија домовите на 4000 домаќинства и 80 јавни објекти, лоцирани во Маџари, Хиподром, Триангла, Железара и Автокоманда. Наместо како досега пациентите од внатрешноста да доаѓаат во Скопје за консултации или потврдување на дијагноза, односно по пат на за консултации или потврдување на дијагноза, од сега по пат на телекомуникација, односно видеоконференциска врска, ќе имаат можност да комуницираат со специјалисти од кои ќе чујат второ мислење. Прилог на Елизабета Дамјановска. Од наредната недела, пациентите кои што ќе сакаат да добијат второ мислење за дијагнозата која им ја дал матичниот лекар, ќе можат да остварат видеоконференциска врска со специјалист од Скопје. Комуникацијата помеѓу лекарите и специјалистите ќе се остварува по пат на телемедицина, а во истата може, но и не мора да бидат вклучени самите пациенти. Целта на овој нов проект на Министерството за здравство е да се намалат непотребните трошоци и патување на пациентите, но бенефит ќе имаат и матичните лекари, кои со консултациите со специјалистите ќе ги прошират своите знаења, истакна денеска министерот за здравство Никола Тодоров. Што се однесува до амбулантските прегледи, локалниот лекар добива можност во рамки на еден ден во неделата од 7 часот до 11 часот да закаже од телемедицински пациенти за кои констатирал потребата во тек на изминатата недела. Секоја специјалност добива еден дел во неделата можност за телекомуникација и при тоа партнер лекарот е достапен според распоредот. Што се однесува до хоспитализираните пациенти, локалниот лекар добива можност да закаже консултација за хоспитални пациенти секој ден од 13 до 15 часот, без разлика од која специјалност. За оваа консултација поднесува барање за термин за пациент до партнер лекарот од клиниките од Скопје. Во првата фаза од проектот ќе бидат вклучени 40 доктори кои ќе се стимулираат со дневница од 1000 денари. За почеток, предвидено е комуникацијата да се сведе на консултации и потврдување на дијагноза, а во подоцнежните фази ќе се користат посовремени апарати за воочување на состојбата на пациентите. Проектот стартува од наредната недела, но за почеток, само пациентите и лекарите од поголемите градови во Македонија ќе имаат можност преку видеоконференциска врска да остварат контакт со специјалистите од Скопје. Во оваа фаза се вклучени клиничката болница Битола, клиничката болница Штип, клиничка болница Тетово, општа болница Струмица и општа болница Велес.
И за таа цел веќе е подготвен и посебен распоред за амбулантските пациенти со конкретни термини на координација со лекарите партнери од универзитетските клиники. Например, секој понеделник и вторник во термин од 7:30 до 12 часот има можност за воспоставување на видеоконференцијска консултација за амбулантски пациенти со доктори од клиниките за кардиологија, гастро, пулмологија, хируршката клиника и торако-васкуларната клиника. Во период од 7:30 до 12 часот се поврзува со некои од клиниките кои што се на распоред во понеделник. Тоа е кардиологија, пулмологија, гастро, торако-васкуларна клиника. Со доктор кој што е определен од таа клиника и со кој што веќе прифатил да биде дел од проектот за телемедицина клиника. Се поврзува со тој доктор, му ги кажува симптомите, кажува што смета дека е дијагнозата, како упатната дијагноза практично. Може и пациентот да биде присутен, може докторот на терцијарно ниво да постави прашање на пациентот, да земе анамнеза, така натаму, и да процени дали е потребно тој пациент да може да му определи терапија врз основа на телемедицинската или телеконференцијскиот преглед, или пак да му каже на докторот и на пациентот да сепак даде упат и да биде упатен на терцијарно ниво во Скопје заради понатамошна дијагностика или натамошен третман. Со поставување на камен темелник започна изградбата на црквата Свети Јован Крстител во скопската населба Бутел, на местото на ракометното игралиште на некогашниот клуб Бутел. Во населбата Бутел во Скопје беше поставен и осветен камен темелник за изградба на црквата посветена на Свети Јован Крстител. Црквата ќе се гради на местото на ракометното игралиште на некогашниот клуб Бутел, а ктитор е Мите Јовановски, собственик на Макоил. Според проектот, површината на црковниот објект е над 500 квадратни метри, а незиниот највисок дел ќе биде 25 метри. Ќе се изградат и помошни простории за крштевање. Заедно со нив таа ќе зафаќа вкупно површина од над 1000 метри квадратни. Камбанаријата пак ќе биде висока 36 метри. Планирано е храмот да биде готов за 4 години. Комунални инспектори од градот Скопје и општина Ѓорче Петров денеска заедно излегоа на терен во населените места Волково, Волково Пржина, Стопански двор и Кисела Јабука во контрола на невклучените објекти на системот од канализацијската мрежа, токму каде што постојат можности за вклучување. Сите оние кои имаат можност да се вклучат на канализацијската мрежа, а тоа не го направиле досега, ќе бидат казнувани по Законот за води и одведување на отпадни води, во кои се забранува користење на септички јами, секаде каде што има соодветна мрежа. Граѓаните имаат цели 6 години да ја регулираат обврската која произлегува од референдумското изјаснување во 2007 година. Сите рокови се надминати и затоа двете комунални инспекции заедно излегоа на терен за да се согледа фактичката состојба. Ќе бидат казнувани сите оние кои не се приклучени во мрежата. Висината на казната изнесува 400 евра во денерска противредност. Од утре па се до 19 октомври на Скопскиот саем ќе се одржи 39-то издание на најголемата саемска манифестација во Република Македонија Технома 2013. 200 домашни и странски компании, од кои 50 со групно учество од Италија, Грција, Бугарија, Словенија и Хрватска ќе се представат пред македонската публика. Прилог на Томислав Атанасовски. Се е подготвено за почетокот на најголемата саемска манифестација во Република Македонија Технома 2013. Од 15 па се до 19 октомври, Скопскиот саем ќе биде домаќин на 39-то издание на Технома 2013, меѓународен саем на металургија, електротехника, енергетика, неметали, градежништво, обезбедување и заштита. Технома речиси 40 години го следи развојот на индустриското стопанство во регионот, како и напредокот на најновите достигнувања во областа на технологијата и ја интензивира меѓународната размена. 200 домашни и странски компании, од кои 50 со групно учество од Италија, Грција, Бугарија, Словенија и Хрватска, ќе се представат пред македонската публика. Паралелно со 39-то издание на Технома 2013 на Скопскиот саем ќе се одржат и 14-тиот меѓународен саем на занаетчиство и мало стопанство, 33-та меѓународна изложба на иновации Макинова,
како и изложба на агромеханизација како сегмент на 63-тиот меѓународен сајм за широка потрошувачка Агрофуд. Оваа година го организираме по 39-тиот пат, значи 40 години Технома представува значајн настан за деловниот свет во нашата земја. Имено оваа година на Технома ќе учествуваат околу 200 компании, директни учесници, а имаме директно учество на малите и средните предпријатија од регионот, тоа поточно од Хрватска, Словенија, Италија, Бугарија и Грција. Значи, оваа година што го карактеризира Технома е дека повторно се на потек малите и средните предпријатија, оние што се верни изложувачи на сајмот и кои што сакаат да ги презентираат своите производи. Бројот на учесници е приближно ист како минатата година, меѓутоа морам да нагласам дека компаниите се повеќе се одлучуваат да учествуваат на помали простори, со тоа што штедејќи ги своите трошоци за носење на големи експонати во делот на изложбениот простор. И ова, како и претходните години, интересот за учество на Технома воопшто не се намалува. Намален е само изложбениот простор кој ќе зафаќа 12.000 метри квадратни. Како заеднички дел од Агрофуд и Технома ќе биде изложувањето на агромеханизацијата во дворот пред управната зграда на Скопскиот сајм, а најавено е и прогласување најпроактивен земјоделец од страна на Прокредит банка. Програмата на Технома 2013 покрај презентациите на домашните и странски компании ќе опфати и организирање на тркалезни маси, панел дискусии, работилници од страна на самите учесници. Сајмската манифестација Технома 2013 ќе биде отворена утре со почеток од 11 часот на Скопскиот сајм, а истата треба да ја отвори министерот за економија Ваљон Сарачини. Градот Скопје ги информира граѓаните дека во рамки на проектот за автоматизирано управување на сообраќајот до 18 овој месец ќе се врши калибрација на адаптивна контрола на сообраќајот на неколку крстосници во градот. Како што информираат од градот Скопје, на крстосниците може да се појави застој во одвивањето на сообраќајот, како и нарушување на координацијата на семафорите, односно на зелените бранови. Градот Скопје апелира до сите учесници во сообраќајот да покажат разбирање додека се врши калибрацијата на адаптивната контрола на сообраќајот и да ги почитуваат светлосните сигнали на градските улици. Активностите на калибрацијата на адаптивната контрола на сообраќајот ќе ги врши италијанската фирма Мизар, која е изведувач на системот за управување на сообраќајот од проектот за автоматизирано управување на сообраќајот во Скопје. Калибрацијата е процес кој што бара во одредени периоди од денот на крстосниците да биде активен адаптивниот начин на контрола на сообраќајот во зависност од сообраќајното оптоварување на крстосниците, со цел да се увидат проблемите и да се калибрираат параметрите за адаптивна контрола за најдобро да се обслужуваат сообраќајните текови, велат од градот Скопје. Вработените во новата зграда на обвинителството, објектот во кој се сместени основното и високото јавно обвинителство Скопје и јавното обвинителство на Република Македонија, од денеска почна со работа во новите простории. Со проектот вреден 13 милиони евра ќе се реши долгогодишниот проблем на овие институции. Со изградбата на зградата, институциите ќе бидат сместени, нема да плаќаат големи кирии за сместување во туги простории. Јавните обвинители како највисоки носители на јавната дејност нема повеќе да работат по двајца или тројца во иста канцеларија, а нуди современи и модерни услови за навремено и ефикасно водење на кривичната постапка. Зградата располага со по 4 соби за препознавање и за сослушување, 2 конференциски сали, место во кое адвокатите ќе може да имаат средби со клиентите, ресторан и кафе-бар за вработените. Ваквите услови ќе му овозможат на јавното обвинителство многу поефикасна и посигурна работа во секојдневните обврски и борбата против криминалот и корупцијата. Кошаркарите на МЗТ Скопје го победија Будуќност во второто коло од АБА лигата, а ракометарите на Вардар ремизираа со ПСЖ во Лигата на шампионите. Ова и останатите вести од спортот ги гледате после рекламите.